Добар ден на сите, почитувани медиуми, почитувана јавност. Повод за денешната пресконференција на Конфедерацијата на слободни синдикати е вчерашната седница на Економско-социјалниот совет на Република Македонија, во кој што се разговараа повеќе точки во делот на работничките права и од трудовата област. Првата точка во кој што разговаравме, како што кажав и на претходната седница, беше усогласувањето на минималната плата според параметрите кои што се пропишани со Законот за минимална плата. Малце суптилно од страна на претседателката на овој совет беше напишан дневниот ред, каде што дозволи да се разговара само во членот 4 став 1, каде што се параметрите од усогласувањето на минималната плата. Како што знаеме, имаме три параметри: бруто домашниот производ порастот, порастот на минималната плата и трошоците за живот. Министерката Јагода Шакпанска за толкување на законот во делот на минималната плата, што се договоривме на претходната седница, каде што ние бевме исклучени, наместо да побара толкување од законот, од законодавниот дом, каде што е единствен надлежен за толкување на закони, побарала толкување од Државниот завод за статистика. И во целиот одговор на барање на мислење од Државниот завод за статистика добивме едно неразбирлив одговор, кој што ќе ви го прочитам. Во однос на барањето на мислење на стапка на реален раст на бруто домашниот производ, ви информираме дека Државниот завод за статистика терминот реален раст го користи кога станува збор за раст или опаѓање на БДП, односно кога стапката има позитивен или негативен раст. Стапката на раст на БДП ја мери процентуалната промена на реалниот БДП од еден во друг период и може да биде позитивен или негативен. Значи, сосема различно од она што го побаравме како синдикати на претходниот Економско-социјален совет, и морам да напоменам уште еднашка, и еве, пред целата јавност ќе кажам, толкување на закон може да донесе само законодавниот дом, кој што го донел и тој закон. Која е поентата во целата ситуација? Значи, имаме закон за минимална плата, каде што член 2 вика: минималната плата е најнискиот месечен износ на основна плата која работодавачот е должен да му ја исплати на работникот за работа извршена за полно работно време. И како што кажавме минатиот пат, член 8, кој што кажува: постојните колективни договори ќе се усогласат со овој закон најдоцна во рок од 6 месеци од денот на влегување на сила на овој закон. Одредбите од колективните договори кои нема да се усогласат со одредбите од овој закон во рок од ставот 1, значи од 6 месеци, на овој член престануваат да важат. Што се случува? Се случува дека можеме да разговараме за усогласување на минималната плата во овој период, но не можеме да донесеме политички договор за да помогнеме на осиромашениот работник. Европската директива гласи дека минималната плата треба да биде најмалку 60% од просечната плата. Ако во овој период ги земеме параметрите дека 50-60 илјади работници изгубија работното место, кои што 80% се со минимална плата, доаѓаме до заклучок зашто минималната плата расте во Македонија. Значи, сето ова е доведено сме доведени во една заблуда како работници, во кој што минималната плата расте врз основа на работниците кои што се со минимални примања и ја изгубија работата. Затоа ние бараме подитно, значи подитно, или БДП-та да биде 0,
или минималната плата да биде 60% од просечната плата. Популизмот кој што го пласирала влада и неспроведувањето на законите во целост, повеќе нема да ги толерираме. Можеме да кажеме дека слободно, дека според нашите анализи и истражувања, дека повеќе од 100.000 работници во овој момент ја примаат оваа минимална плата. Тука е клучот на проблемот каде што се спротивставува владата. Затоа што од тие 100.000, над 100.000 работници, скоро 40% се во јавниот сектор. Јавниот сектор, кажавме многу пати, е клекнат на колена. Јавната администрација, скоро 40% од јавната администрација е доведено на ниво на минимална плата. Како сакаме да имаме реформи и како сакаме да спроведуваме ефикасна јавна администрација кога 40% од јавната администрација не може да го преживее месецот. Зашто не се спроведува законот за минимална плата во целост? Зашто во изминативе 4 години не се усогласуваа колективните договори? Ќе земеме еден пример. Ако помлад соработник според каталогот за работни места и будовите кои што ги определува владата, значи помлад референт треба да зима плата од 13.800 денари. Сега, помладиот референт, висшиот референт и помошно техничкиот персонал зимаат иста плата. Значи, помладиот референтот и висшиот референт и помошно техничкиот персонал зимаат иста плата. Доаѓаме до ситуација каде што владата како работодавач не го почитува законот за минимална плата, со тоа го поттикнува и реалниот сектор и го поттикнува и државниот трудов инспекторат да не го спроведува законот и да не прави инспекција на законот за минимална плата. Во другиот дел, кој што сакаме да напоменеме и што се случи на вчерашната седница на Економско-социјалниот совет. Многу пати во минатото КСС кажуваше дека неработната недела е само популизам на оваа власт. Кога почнавме да го работиме законот во делот на колку дејности ќе работат, беа 32 дејности, но после 3 месеци стигнаа 38 дејности, во ставот 39, значи алинејата 39, се помошните дејности и под алинеја 40 сега ги ставија и придружните дејности. Тоа кажува дека секој работодавец кој што е регистриран на повеќе дејности ќе може да работи во недела. Имајќи во предвид што се случуваше во минатиот период, министерот за економија Бектеши на многу интересен начин се обиде да го бајпасира предлог законот за работни односи. Се обиде да го бајпасира преку законот за трговија, каде што на тој специјален закон, преку тој специјален закон им дава можност на сите маркети и на сите молови да работат во недела. Но морам да кажам и да признаам дека во законот е пропишано дека сите што ќе работат во таа недела ќе имаат 100% поголема плата. Ние го поздравуваме тој потек на 100% повисока плата, но секако дека бараме да биде за сите работници во Македонија, затоа што согласно предлог законот за неработна недела ќе дојдеме до ситуација во која што некои работници ќе бидат дискриминирани, ќе мора да работат во недела, а нема да земаат дополнителен приход. Затоа ние го определивме тој термин на скапа работна недела. Кој работодавач сака да работи, слободно може да работи. Но очигледно дека од власта, заглавувајќи се во своите намери за популизам и за политички поени, се заглави во овој закон и не знае сега како да го реши. Мораме да кажеме дека на вчерашната седница
Под точка разно, КСС побара од Министерката за труд и од директорката за труд и од директорката за Државниот инспекторат за труд да се почитува и Законот за безбедност и здравје и Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Каде што се укажува, како што напоминавме многу пати, секоја зараза на работно место согласно овие закони е повреда на работно место. И секое боледување и изолација на работникот поради заразата треба да се исплаќа 100%. Бевме одбиени затоа што надлежните не знаеле кој тоа треба да го утврди, ги упативме во Институтот за јавно здравје, каде што има епидемиолози, инфектиолози, каде што вршат анкети, така да можат слободно да се обратат и да дознаат како тоа се докажува дали работникот е заразен на работното место или не. Благодарам. Прашања? Пред малку вице-премиерот Петрики соопшти дека зголемувањето од 200 денари историски момент во вакви ситуации и дека е донесена одлука во согласност со сите засегнати страни. Значи, морам да кажам дека синдикатите вчера беа експлицитно против таквата одлука и мислам дека да зборуваме за зголемување на 200 денари за минималната плата во ек на оваа пандемија, каде што е работникот и осиромашен, е, значи, смешно, у најмала рака смешно и е абсурд и затоа бараме минималната плата да биде најмалку 60% од просечната плата во овој момент. Доколку не се исполни тоа барање, КСС набрзо преку органите на синдикатот ќе го радикализира своето делување и ќе почне со многу порадикални мерки за да извршиме притисок, за да се исполни ова барање и за да го спасиме овој осиромашен работник и работник на кој што секојдневно му се кршат работничките права. Добро, викате БДП да биде нула, да биде таква пресметката. Може малку да го објасните тоа како да биде нула кога очекуваат раст? Значи, ние баравме исто како што се носеше во минатите години, политички одлуки, така и сега. Значи, при секое носење или усогласување на минималната плата се минува во законодавниот дом Законот за минимална плата. При минувањето на Законот за минимална плата да се изостави овој параметар заради заразата која што ја имаме и заради во која ситуација се наоѓа економијата во државата. Но и работникот заедно со нив, затоа што гледаме дека се повеќе и повеќе е осиромаш. Значи 0 БДП или 6% од просек? Така, точно. Добро, околу неработната недела, бидејќи е од кој е согласувањето овде, бидејќи се промотира за да биде од 1 јануари. Значи вака, ако ги пратите добро изјавите на Министерката за труд и социјална политика, кажа дека од 1 јануари 2022 година ќе влезе во сила новиот закон за работни односи. Зашто ние измени на закон и дополнување на законот за работни односи во неработната недела? Ние имаме работни групи во кои што се договараме, каде што КСС го даде својот предлог, а тој е следниот. Недела е неработен ден. Секоја работа во недела да се исплаќа дополнителна дневница со 50% зголемена. Секој работник кој што работел во недела треба да има слободен ден од 12 плюс 24 сати следниот ден. И уште една многу битна работа која што ја дадовме како предлог е дека ниеден работник не може да работи повеќе од 150 часа во текот на една година во недела. Тоа значи да нема ниту еден сектор кој што ќе биде оние што ги имаат сектори за сите да важи, тоа ми беше... Да, ќе важи за сите, без дискриминација за сите работници во државата. Дали е јавен, дали е приватен сектор, не е битно, ние не ги делиме работниците. За јавен сектор исто? Исто јавен или приватен сектор не ги делиме. Законот за работни односи е основен закон и тој го препишува работата во недела. Во ниеден друг закон
освен сега во законот за трговија се пропишува работата во недела и во неколку закони во јавниот сектор, како што на пример еве и законот за здравствена заштита, каде што им е обезбедена работата во недела колку се плаќа. Добро, бидејќи го споменавте јавниот сектор, дали може би некоја категорија, бидејќи кој работи недела од јавен сектор? Со оглед на тоа што пола јавен сектор е моментално дома и има цела плата. Значи работат железници, Револт, работат железници, Реков дали има категоризација некој или зборите за целиот јавен сектор? за целиот јавен сектор, работат железници, работат службеници, администрација во болници, работи градски превоз, работат електрани, работи МВР и така натака, армија. Значи 70% од јавниот сектор работи во недела. Значи 30% не мора да бидат вклучени. Не мора да бидат. Законот пропишува доколку работи во недела ќе се плати, доколку не работи нема да се плати. Кој има потреба ќе си плати, кој нема потреба нема да плати. Со тоа им оставаме можност на работодавачите кои доаѓаат во насока на барањето на Конфедерацијата на слободни синдикати дека доколку нашата интуиција е дека работата во недела треба да биде скапа, тие се сложуваат во тој дел. Фала ви.